во срце, љубовта Твоја. Исусе, лекува се, нека се преточи во моето срце, љубовта Твоја, лекува се. Летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Летај, летај, душо моја, кај Татото во вечноста. Мир вам, мир, мир, мирот Исусов во секое срце. Татко наш, татко, татко, твоите деца повикуваат кон тебе. Татко, ти благодарам. Оче, нека биде твојата волја, твојата сила, твојата љубов. Ти да действуваш во мене, во моето срце да се населиш. Те сакам, Господи Исусе Христе, научи ме да се претопам во љубовта. Вистински да бидам Твое дете. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те љубам, Исусе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Ова е 599-тиот завет, кој ете со силата Негова, со силата Исусова, по Неговата волја се овоплотува и доаѓаме до една состојба комплетно со срцето да му предадеш се, да му се препуштиш, да те научи тој да зборува, тој е целиот проблем. Тој да мисли, тој да те учи, тој да действува. И денеска зборува и татко, те љубам и ти благодарам. Те љубам и ти благодарам. Видете писмо до евреите, односно до сотрудниците. Пазите го тој момент. Внимавајте да не одбиете да го слушате Бога. Одбиваш да го слушаш Бог. Татко, зборуваш за некој Бог кој ви зборува. Како ви зборува? Кога ви зборува? Па еве, преку овие 599 завети ви зборува. Затоа што човечка сила, човечки ум, човечка мудрост не може да сними 600 завети произлезени од живото слово, и тоа покажува дека тоа е живата река, живата вода. Никој од луѓето што не го послушаа Мојсей кога им зборуваше, кој овде на земјата им ја говореше Божијата порака. Така да тој што ви говори треба да ја говори Божијата порака, не се извлече. Ниеден од луѓето што не го послушаа Мојсей, кој овде на земјата им ја говореше Божијата порака, не се извлече. Пазете го тој момент. Ти не ја слушаш Божијата порака, си се слушаш самиот себе. Колку потешко ќе биде да се извлечеме ние, ако не го слушаме оној што ни зборува од небото. Дали го слушаш? И тука е целиот проблем. Тогаш кога гората Синај говореше Бог, земјата се тресеше од неговиот глас. Ој, па тој ни ветува, повторно ќе ја затресам земјата, а со неја и небото. И се имаме ние една сотрудничка која е во потреба, која долго се обидуваме да продреме, да се откаже од старите духови, од стариот демонски свет која држи врзана за постела. Ни раскажува како го слушнала Божиот глас и рекол, тука сум, еве сум, како си, што си, нешто и помогнал ситно, а пазете, таа е во пораз, не се исцелува. И видете што вели овде. Земјата се тресеше од неговиот глас, и на тоа го раскажува како така, Господе, кај си јас, вака, види Господе, и тоа се тие демонски духови од кои таа не сака да се откаже, и целата заедница ја воведе во хаос, затоа што ја поддржува уште една група, мала група на демонски духови. Зборот повторно суетни луѓе, недвомислено значи дека се што е создадено еден ден ќе биде разнишано и однесено. Видете,
ќе останат само оние нешта кои не можат да бидат разнишани. Тоа се вечните вредности. Значи, ако оваа заедница сотрудници е на Исус, не може да биде разнишана. И после ми доаѓа сотрудничка, се уште не сме ја изгониле. Вчера, например, таа самата си излегла од црквата, вели, ако не бев јас, ќе пропаднеше црквата, ако не ја затворела устата. Пазете која сатанска доктрина. А ја гледаш збори, јас верувам во Исус, крстена сум, спасена сум, нема проблем. Исусе, да, Исусе, а внатре полни со грабеж, варосан гроб, кој нема никаква љубов и непокајани гревови и така натаму, а падне нешто во болест, не вика на молитва. Видете, тоа е интересен момент. Затоа ние треба да бидеме благодарни што ни е дадено царството, кое не е подложно на никаков потрес, така да не може заедницата да се потресе. Не може. Таа е задржана, таа останува службата, само се растресуваат гранките и паѓаат некои плодови кои се расипани. Ајде да не речам црвосани, каде што црвот нивни не умира, огнот не изгаснува. Да му служиме на Бог со благодарност и на богоугоден начин, со стравопочит и чествување, зашто нашиот Бог е оган што проголтува. Видете, бунт во црквата, кажува сведоштво, гледаме дека не е тоа сведоштво, дека не е така. Значи, и даваш некоја задача, веднаш се возгордејува и води група на молитви, значи демоните што се во неа, високо началство на демони утврдени, цело семејство го влече доле, не може да се расплодуваат во заедницата. Мора да дојде до некаков конфликт и сега двајца, тројца сведоци гледаат дека тоа сведоштво е лажно, дека е сатанско, дека духовите се сатански, кажуваат и таа прави скандал и целата заедница ја потресува, а тие на емотивно ниво размислуваат. Пазете, и поставува прашање, каде ви е љубовта? Видете, пред неколку часа го видела Исус, а потоа се гневи и се лути и вели каде ви е љубовта. Видете, кога ќе го видиш ти Исус или слушнеш, значи Божиот глас се тресеше земјата, ти ќе се затресеш, ти ќе се промениш, ти ќе станеш и ќе одиш, нема да седиш дома како отпор да прифатиш нешто, лута си му на Господ, не си покајано до крај, а комуницираш со високи демонски началства и целото семејство заедно со сопругот и синот ќе пропаднат. И јас си велам, дојди на молитва и таа се исклучува од групата. Од што бега, тоа е добро прашање, одиме понатаму. Помнете ги вашите старешини кои први ви ја проповедаа Божијата порака. Помнете ги. Видете го резултатот од нивниот начин на живење, земете ја за пример нивната вера. Ете, нивната вера. И сега одиме ние таму да се измириме. Тие доаѓаат со куп обвинувања, зошто се благословувани старешините на црквите, зошто ова трае вака, зошто ти ми рече така, тој ти рече вака. И ние отидовме да се молиме, например, кај жената, која е завладеана. И нема да биде добро, штета што избега. Исус нека ја придвижи, ги нападна двете девојки, кои дојдоа, двете сотруднички. Едната е нападна за еден стих, например. Не бил кнез на мирот Исус, сатаната бил. Ова и кажа, не знам да потоа рекла Отецот, Синот и Светиот Дух требало тоа, значи памти. Друга сотрудничка и фрлала песок во очи, гледате демонско возгордеано, сите сакале со неја да се молат. Пазете го тоа возгордејување, а таа е демонизирана. Таа е завладеана во сатаната, ги врзал нозете, таа го прифатила тоа и како визија го имала, комуницирала со тој демонски свет. Другата сега ја напаѓа. Одиме да се измириме, цел куп на спротивставувања. Знаете, еден треба да бил старешината, вака било, така било. И вие гледате непокори бунт. Бунт. И затоа духот ги изгонува од црквата. Јас им велам, подобро да заминеш, да ја напуштиш заедницата. Не можеш со како да кажеш, со полно срце, со световни работи да го примиш Исус. Исус Христос не се менува. Ти треба да се смениш,
Тој е ист вчера, денес и довека и за секогаш. Не дозволувајте да ве заведат со некои чудни учења. Внатрешната сила се добива преку Божијата дарежлива благонаклоност, а не преку држење на обичаи за храна. Оние што се држеа до овие обичаи немаат никаква полза од тоа, а ние имаме жртвеник од кој дури ни свештениците што служат во храмот немаат право да јадат. Имаме друг човек кој исто така има амбиции, неговата сопруга, тој да исцелува, тој да прави. Завладеан од амбицијата, почнува тој да подучува и сите што ги подучил се е крив дух. Едва и го убедивме да сведочи последен од групата. Има дарба физички да помага, има многу такви што помагаат. Но тоа е друго на физичко тело, друго е духовно. Не прифаќа дека овде учи неколку пати, излегуваш и се враќаше. И тоа е таа амбиција и непокор, подучување и озборување, ја трујат заедницата. Ние не сме, значи, рековме, црква класична. Ние сме молитвена борбена единица и си завршил воена обука, напушташ, заминуваш. Таму формирај заедница. Не можеш да тргнеш во војна со луѓе што не сакаат да се борат, што ќе ти пукаат во грбот. Ние зборуваме за духовна војна, за души, не за човечки суети. И ние велиме да дојде на молитвена терапија, таа се исклучи од групата, демоните на рипа се исплашија. Но без сопругот и синот не можеме да викаме во нивно присуство. Слушајте ги вашите духовни водачи, подчинувајте им се, тие бдеат над вашите души и за тоа се одговорни пред Бог. Тие бдеат за вашите души. Овозможете им го тоа да го прават со радост, не со воздишки, зашто тоа нема да биде од ваш интерес. Подобро е да ја напуштиш заедницата ако си горчлив корен. Човекот избрка, многу луѓе сега дојде него да го избркаат. Духот ќе го избрка. Што си правил, тоа ќе ти се прави. И ние сега одиме и прашуваме таа демек рипнала заедницата, зашто сме и се подсмевале. Што да ти се подсмеваме кога ни зборуваш за крив дух? Ти се јавил Исус и рекол, кај си, што си, би така. Видете, пак ќе се вратиме ние. Говореше Бог, земјата се тресеше. Кога ќе го видиш, ти ќе се затресеш. Нема да правиш кавга, да обвинуваш други, да кажуваш каде ви е љубовта. Ќе се прашаш каде ми е љубовта, зошто сум се уште болна, зошто одбивам да се исцелам, зошто одбивам да дојдам на молитвена исцелителна терапија. Од што бегам, од што се плашам. Слушајте ги вашите духовни водачи, подчинувајте им се, тие бдеат над вашите души, за тоа се одговорни пред Бог. Овозможете им го тоа да го прават со радост, а не со воздишки, зашто тоа нема да биде од ваш интерес. Одиме понатаму, молете се за нас, ние сме уверени дека имаме чиста совест, бидејќи секогаш се трудиме во се да се однесуваме како што прилега. Посебно сакам да се молите наскоро да можам повторно да ве посетам. Тоа Исус зборува, Духот на Исус преку Светиот Дух, преку Павле. Бог е извор на мирот и Тој го воскресна од мртвите, нашиот Господ Исус Христос. Исус е сега најголемиот пастир, со чија што крв се склучи вечниот завет во полза за неговото стадо. Се молам Бог да ве оспособи за секакво добро дело, за да можете да ја извршувате неговата волја. Бог нека го изврши во нас она што му е угодно. Тоа е прифаќање преку Исус Христос, кому што му припаѓа вечна слава. Амин. Амин. Видете? Имаме друга исто така своеглава, зборува за Исус и тера по свое. Нема контрола на устата. Најблиските не ги љуби. Членовите на семејството на сопругот. Дојде на една молитва и рековме дојди пак, се искара со друга, не доаѓа, непокорна, се исплучува, се вклучува. Ој Исусе, Исусе, кој не собира со мене, тој растура. Што не собира? Што не собира? Па души. И ако вие останете во моите слова, да останеш во Словото. И сега, ти не признаваш дека некој те учи, ти мислиш дека си самиот научен, тој е тој начин возгорден, спасен, знам се.
Ако вие останете во моите слова, на вистина ќе бидете мои ученици, ќе ја спознаете вистината и вистината, односно Исус ќе ве ослободи. Што се собира? Габи, пари, кој не собира со мене, чај, што се растура, риби. Како се останува во Словото? Со што или остануваш ти? Со што остануваш во Словото? Или ти остануваш во себе? Сам во себе, сам си зборуваш со устата за Исус, а срцето ти е далеку. Дали остана истиот човек, непроменет, неумрен во себе, паднат, грешен, горд, суетен, сатански, сите сакале со нејзе да се молела, она посебна е, а таа е во пораз, завладеана од демонски сили, и синот е таков завладеан, и не гледа дека демоните, врзаноста со синот, се пренесуваат, сопругот е натоварен, и цело семејство ќе оди во гибел, толку се блиску, и велиме, дојди на терапија, таа се исклучи од групата. Избегаа демоните, се исплашија. Кој не е со мене, против мене е. Кој не собира со мене, тој растура. Матеј 12:13. Што растура? Па еве сега. Сакаат да ја растурат заедницата, таа жената на едниот. Господи Исусе Христе, пазете што зборува. Претходно осудува и брка луѓе. Не можам тој да го поднесам, овој не можам, тој не можам. Не можам овој, не можам оној, роднините на мажот. Пазете. Матеј 12:13. Како да бидеш со мене, со Исус? Како да собираш со него од загубените овци? Тоа значи да ја исполнуваш неговата волја, не својата, да ја испиеш горката чаша и волјата на Отецот да ја исполниш. Он да зборува, мисли, действува во тебе. Он да живее во тебе. Постојано го зборувам ова, зашто луѓето мислат дека Исус живее во нив, а живеат на стариот начин. Пазете, нема такво христијанство. Мнозина не ги разликуваат духовите, мислат дека тоа што јас го сакам, тој го сака и Исус. Што сакам јас, сака и Исус. И си постапува, действува, зборува, живее од себе, од свој агол, волја, мисли дека истото го сака и Исус. Моите патишта не се ваши патишта. Моите мисли не се ваши мисли. Треба да се откажеш од себе си. Исус вели, јас не решавам да се откажеш од себе си, та своите чувства се фати, а тој ја поучува лажно. Луѓе, не си играјте, ќе изгинете сите. Јас не решавам кој ќе седне од левата или десната страна. На мајката на заведевите синови кои имаат своји желби, мисли и волја, не зборува, не действува Исус од себе, не ја исполнува својата волја. Дали ти постапуваш така или си ја живееш својата волја? Како сме ти се подсмевале, марш бре сатано, во името на Господ Исус Христос, дојди ваму, избега. Секој што пребива во него не греши. Секој што греши не го видел, ниту го познал. 1 Јован 3:6. Грешиш на истиот начин, озборуваш, лажеш, осудуваш. Се представуваш дека ти си учител, прелюбодеец. Да пребиваш во неговата волја, да не грешиш, да не живееш по себе, желби, мечти, идеи, да го познаеш, да го љубиш. Друг препев. Човек што го видел Исус нема да обвинува други по 15-20 минути. Тоа е сатански дух. Друг препев. Нема да осудуваш. Та затоа секој што е на негова страна нема да продолжи да греши. 3:6, 1 Јован. Да продолжи да живее по старо, да греши. Го љубиме Бога и ги извршуваме неговите заповеди. 1 Јован 5:2-3. Негови заповеди не се нашите. Заповед се дава во војна. Ако побараме нешто по негова волја, тој не услишува. 1 Јован 5:14.
Ние сме во војна за души. Нема време да се расправаме со мали деца. Си завршил обука, си научил нешто, ти заврши војниот рок, фаќај го патот. Направи ти служба да видиме дали знаеш да се бориш. Дали си завршил основна школа или четврто одделение. Ќе се види кога ќе дојдат состојбите на притисок од сатанскиот свет. Да молиме нешто согласно со негова волја. Љубовта се состои во тоа да постапуваме по неговите заповеди. 2 Јован 1:6. Друг препев. Љубовта се докажува преку придржување до Божјите заповеди. 1:6. Незадоволни викачи кои живеат според своите желби, а устата нивна произнесува горди зборови и за корист стануваат умилкувачи. 1 Јова 1:16. Подигрувачи кои ќе постапуваат според своите безбожнички желби. Тоа се луѓе кои се одделуваат од единството, едно тело и дух во верата. Тие се телесни и немаат дух. 1:19. Своји безбожнички желби, волја, мисли, зборови, постапки, идеи. Друг препев. Пазете, амбиции, тој да кажува, тој да прави, а тој е во потреба. Друг препев, негодуваат и постојано имаат поплаки, а се раководат само од сопствените телесни похоти. 1:16. 2 Јован. Живеат онака како налагаат инстинктите, значи како животни, зашто во нив го нема Божиот дух. 1:19. Бог кому му служам со својот дух. Пазете го стихот. Римјаните 1:9. Му го даваш телото за храм на Светиот Дух и тој те поведува во служење. Едвај го убедивме со тешки работи да сведочи. Пазете, и тој сака да подучува. Па ти немаш дух, човеку, што не си сведочил. Неговата сопруга не ќе да сведочи заради некој. И таа зборува за црквата. Па ти се срамиш од Исус. Ти не му припаѓаш на Исус. Ти не смееш да кажеш дека си Исусов. Тука е целиот проблем. Ти немаш дух. Бог, кому му служам со својот дух, му го даваш телото за храм. Тој те води во служење. Ако Исус те водел, ти ќе сведочеше прв. Не се водиш самиот. Друг препев вели, Бог, кому му служам со сето свое срце. И ја проповедам радосната вест за неговиот син. 1:9. Еве стихови. Кого слушам, кој ме води, кому му слугувам, робувам. И така, кому му робувам? На семејството, на своите идеи. Ослободувајќи се од гревот, вие станавте робови на праведноста. Исус, Римјаните 6:18. Друг препев. Сега ослободени од вашиот поранешен господар, ѓаволот, гревот, вие станавте робови на праведноста. 6:18. Понатаму вели слабост спрема своите тела. Чувства, мисли, желби. Со вашите тела робувате на гнасоти и разврат. 6:19. Тоа е вашата волја, желби, соништа, мечти, планови, страсти. Дали се водам самиот по својата волја или за сеја барам неговата волја, водство, насока, сила и љубов. Дали? И гревот, стариот ти, да не царува во вашето смртно минливо привремено тело, за да не се покорувате на телесните наслади. Римјаните 6:12. Други стихови. Умревме за она што тој не држеше врзани, за да му служиме на Бога со обновен лик, не според старата буква. Римјаните 7:6. Обновен дух и стара буква, човек начин. Со умот му служам на Божиот закон, а со телото на гревовниот закон. Римјаните 7:25. Кои живеевме не по телото, туку по духот. Ако живееме по духот, што меѓу вас има завис, кавги и неслога, се уште сте телесни. Телесниот човек не го разбира духовното. Ако живеевме по духот, не по телото, туку по духот. 8:4. Копнежот на телото е смрт, копнежот на духот живот и мир.
8.6 Римјаните. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. 8.10. Сите што се управуваат по Духот Божји се синови Божји. 8.14. Кој ме управува, самиот се управувам, или Духот Исусов, да му бидам служител на Исус Христос, а свештено дејствено да го извршувам Божјото Евангелие. Осветен од Светиот Дух, 15, 14, 16. Извршувам Негова волја. Ние не го примивме Духот на овој паднат свет, туку Духот кој доаѓа од Бога, за да го знаеме она што ни е дарувано од Бог. 1 Коринтијаните 2, 12, како 3.12, за да не учи, да не води, да не научи да се љубиме. Слушајте ги вашите Евреите 13.17, духовни водачи и подчинувајте им се, тие бдеат над вашите души, затоа се одговорни пред Бог. Таткото, овозможете им да го прават тоа со радост, а не со воздишки, зашто тоа нема да биде во ваш интерес. Помнете ги вашите старешини кои први ви ја проповедаа Божјата порака. Пазете, видете го резултатот од нивниот начин на живење, внимавајте да не одбиете да го слушате Бога кој ви зборува. Во овој случај ви зборува тој што е учител во заедницата, кој е поставен од Исус, не од луѓе. Ако не го слушаш тоа, никој од луѓето што не го послушаа, Мојсей, кој овде на земјата им ја говореше Божјата порака, така ви ја говорам и јас Божјата порака, не говорам од себе, не се извлече. Ниеден не се извлече. Колку потешко ќе биде да се извлечеме ние, ако не го слушаме оној што ни зборува од Духот преку небото. Тогаш кога говореше Бог, земјата се тресеше од неговиот глас. Дојде еден дух, се јави како објава кај една сестра. Ние дејствувавме, веднаш заприметивме дека е тоа. Таа се наути, направи скандал, отидовме да се измириме, уште не признаваше, заедно со сопругот обвинуваа. Не се измиривме искрено, јас кренав раце, слезе сила да исчисти тоа демонските духови. Понатаму се вклучува уште еден друг сотрудник кој исто така има амбиции, долго време е горчлив корен во црквата. И не разбираат луѓето дека тоа што им го дал Таткото Небесен во името Исусово може да им го земе, кој не смееше да сведочи до крајот, неговата сопруга и ден денес не ќе да сведочи. Пазете, чудо направи Господ, а ти се срамиш од Него. Те сакам, Господи Исусе Христе, на крајот секој еден од нас ќе застане пред Исус и ќе одговора за своите дела. Те сакам, Господи Исусе Христе, љубовта Твоја да не преплави. Ова е 599-тиот завет. Ако беше од луѓе, човек сам со телесен ум и мудрување не може да сними 600 завети. Останете во Исусовата љубов. Амин до Божјо царство небесно. Амин, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој. Те љубам, Господи Исусе Христе, од земјата до небесата. Амин. Не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од заедницата со трудници, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Амин. Оставам се земно, Исусе, и љубам со Тебе, о Исусе, душава моја, Тебе ти припаѓа, дојди земи ме, летај,